Младите членови од бендот Да Капо, кои се од различни места во Тиквешкиот регион, успеваат да се соберат, да музицираат и вежбаат за секој нивни настап. Тоа го прават, како што велат тие, поради заедничката љубов која ги спојува, а тоа е музиката. Многу солзи испака, сто пати те прогона, врати ми ја младоста. Многу е тешко да се најдат и соединат квалитетни пејачи и музичари на едно место, велат младите дечки од бендот Да Капо. Впрочем, како што истакнува Васко, член од бендот, голема е случајноста што 6 членови од бендот кои ги поврзува преголемата љубов кон музиката се пронашле, а се од различно место. Бендот во оваа подстава опстојува 1 година, а помеѓу другото пропратен член од бендот е и младиот женски вокал Мими Јовановска. Значи многу е тешко денеска да се најдеш добри луѓе и да опстанеш во ова тешко време денеска. Значи нели, кога бараш нешто ќе најдеш, така да ние се боревме пред тоа 3 години, бевме во бендот тројца. И нели со текот на времето како напредуваш музички и нели колегите те препознаваат и автоматски се проширува бендот, нели. Кога си добар, кога ќе го викнеш некој ќе дојде. Карактеристично за бендот е што сите членови се од различни места, односно градови во централниот Тиквешко-Кавадаречки регион, при што голема предност е нивното различно настапување во градовите од каде доаѓаат. Иначе јас сум од Неготино, Мими од Велес, другите колеги се од Кавадарци, само Горана од Демеркапија. Значи да, поголемиот дел е од Тиквешијата и пошироко. Сепак, преголемата љубов кон музиката не е пречка бендот да се собере и да твори и музицира. Да Капо неодамна во соработка со Ин телевизија го реализираше проектот со сплетови од препеани македонски песни, од кои 2 миксови се народни, а 1 од македонски забавни песни.